Прашавте за гасификацијата. Чекорите и фазите, кои што досега беа направени целосно, беа потпишан меморандум за соработка со Млекара АД Битола и овозможен инфраструктурен коридор на целата парцела. Направен е идеен елаборат потоа за заштита на животната средина на 25 км гасовод, изработен и усвоен 3,5 км инфраструктурен проект, на јавна набавка избран ревидент за 10 км гасовод за изработка на основен проект и 3,5 км основен проект изработен. 6,5 км треба да бидат во следната фаза доработени. Но, она што сакам да ве потсетам, е дека во една прилика ме прашавте, исто така кога сум била присутна на седница на Совет, дали ќе одите контра политиките на владата во начинот на финансирање на гасоводот и гасификацијата во општина Битола. Јас кажав дека моја должност како градоначалник е прво да бидам спремна со документација и второ, како ќе се однесувам, зависи од околностите, па дури и ако вложиме нешто како локална самоуправа, тогаш кажав, не е лошо затоа што и тоа во преговарањата може да си го наплатите, но тогаш ме обвинувавте дека не треба да почнам да градам ако можам да искористам средства од некој друг. Сега ќе ви кажам дека ниту едното, ниту другото е во прашање. Туку е во прашање нешто сосема друго, затоа што јас не сум политичар, кој што како вас ги легнавте тука цевките по булеварот со вашата топлификација и ништо од тоа не видовме, освен што сега можеби за да ги искористиме, најпрво ќе треба да ги било кој да ги искористи, најпрво ќе треба да ги отвори да види во каква состојба сте. Се. Значи, гасификацијата во општина Битола ќе се спроведува временски и финансиски, онака како што ќе бидат подобни околностите за општина Битола. Но она што како градоначалник сум требала да го обезбедам, сум го обезбедила. Ама нема да легнам цевки, се до моментот, додека не бидам сигурна дека нема да ги повторувам вашите лоши политики. Па дури и по цена да тоа некој го толкува како нереализација на проект. Напротив, јас во тоа гледам сериозност, начин како треба да се работи, да се функционира. Зошто, кога, како и по кои околности гасоводот ќе биде во Битола, треба да ги искористите вашите пратеници и не треба да бегате од сите околности со кои што се соочи не само Република Северна Македонија, туку и цела планета, целото човештво, и да ги видите вистинските причини зошто, како и каде, со каква динамика се случуваат процесите.